зборувајте денеска за Роберт Аладжузовски, писател и издавач, и за Ермис Лафазановски, писател. Пред неколку дена, пред 2 дена, всушност во неделата, заврши сајмот на книга во Лајпциг, Германија, каде што вие бевте отидени практично без поддршка на Министерството за култура, бидејќи оваа година Министерството, иако минатата година и пред таа, имаше организирано македонско представување на овој саем, лани беа 7 мислам, писатели наши. Оваа година одлучи да нема финансиска поддршка за вас. Вие напишавте тогаш едно писмо протестно. Кажете ми, господин Аладжузовски, зошто Министерството не ве финансира? Па, надвор од официјалното објаснување кое што е многу штуро, нели може да постојат неколку причини зошто, меѓутоа да ги претпоставиме нели зошто, меѓутоа ниедна од тие причини не држат. Значи, ако официјалното соопштение вели дека приоритет било да се представиме у Белград и у Истанбул, а не у Лајпциг, тогаш тоа е погрешна политика, бидејќи за стратешки, како да кажам, партнерства и промоции, за да пробиете некој пазар, за да воспоставите долгоречни релации и меѓу книжевниците и меѓу целиот тој сектор на издаваштво, че вие треба 10 години да сте таму нон-стоп и тоа на високо ниво на представување. Значи, ако е логиката, ајде лани направивме успешна приказна и сега ставаме точка, ќе одиме да освојуваме нови територии, значи тоа е туризам, тоа нема врска со вистински интерес. Сега, ако е, да речеме, заради мојата лична, значи мојот личен јавен ангажман на некој вид на политички реваншизам, тоа исто така не држи, затоа што јас сум професионалец во културата и јас ова го правам и јас покажав дека добро го правам, значи како координатор на македонското представување во Лајпциг. Значи ако е во подтекстот и тоа исто така не држи. Неформално, за волја на вистината, значи техничка, како да кажам, техничко еден вид на изговор би бил дека на вистина годинава меѓународната соработка ја обременија со премногу капитални проекти од нивен тип, значи од типот на Министерството. Така што сега ќе прават големи конференции, она што беше под покровителство на председателот, сега му го ставија во секторот на меѓународна соработка, така што претпоставам тие сериозно се нашле во дилема дека парите се премалку, а листата е предолга, па кога ќе го исечеме, а и тој што демек изминативе 2-3 години го поддржувавме. Но повторно и таа логика е сосема погрешна, а особено од политички контекст веќе не држи. Значи, кога вие ќе инвестирате во еден проект како што е Скопје 2014, толку многу пари, кога ќе правите, како да кажам, циркусијади од типот представување во Кина, во Малезија, не знам, во Москва, кај што ќе однесете 100 луѓе, што врска немаат зошто се таму, тогаш ова, како да кажам, ова стратешко, ова длабоко представување кое што го имаме во Лајпциг не смее да трпи поради тоа. Така што во секој случај лоша е одлуката пред се заради нашите автори кои што на вистина имаат таму прекрасен амбиент, тоа е на вистина шанса да бидат добро промовирани и пред се заради желбата на партнерите Традуки, саемот на книгата од Лајпциг, кои што се желни да воспостават соработка. На крајот на гришта и Министерството дали учествува или не во овој проект, неговите средства се во висина од 20 до 30% од вкупните вложувања кои што германскиот или германофоните партнери ги овозможуваат. Да, кога сме веќе кај стратешките приоритети, Министерството и воопшто државата нонстоп ни зборува дека еден од врвните приоритети е нормално промоцијата на македонскиот јазик и литература. Саемот во Лајпциг е познат по тоа што е еден вид на мост помеѓу источните земји, помеѓу земјите од Балканот и она што го нарекуваме Западна Европа. И таму од сите тие учесници, меѓу кои дури и Република Српска учествувала и Косово, само Македонија немаше свој штанд и беше представена со еден каталог. Да. Добро, каталогот е битна компонента и ние, например, таму има и помали каталози. Ние инсистираме да овој каталог биде во облик на книга, значи на вистина да човек го земе во рака и да го прелиста, но се разбира дека тоа е само еден вид на средство, едно прирачно средство. Она што е побитно за Лајпциг
нели за штандот таму е дека на пример тоа е еден вид на остров, тоа е еден вид на македонска енклава. Значи ние кога имавме штанд таму доаѓа сите пријатели на Македонија, писатели, студенти, професори со специјализација, заинтересирани автори. Еден од првите луѓе прочитав дека има од сајмот на книгата, значи еден од организаторите изјавил по тој повод на немањето на штанд оваа година на Македонија дека е пропуштена шансата да се прати и политичка порака, ако сакате, во цело тоа друштво на балкански, на источноевропски литератури, значи за постоењето и на македонскиот јазик. Вие, господин Лафазановски, што би рекле за оваа работа, за овој проблем? Прво ќе искористам оваа прилика да му се заблагодарам на Роберт, бидејќи навистина вложи огромни напори. Бевме цело време заедно и знам колку се вложил целиот во овој проект. И мислам дека се ова што го изведе он со сопствена енергија е навистина добро направено. Ова со јазикот што го зборувате вие навистина. Не може еден каталог само да биде представник, значи мора да има книги, мора да има луѓето кои ќе застанат на штанд, затоа што сајмот фактички една интелектуална хетеротопија, значи има премногу места каде што може човек да комуницира со културите меѓу себе. Сега ние комуницираме колку што можеме, меѓутоа добро е да се има, значи да биде представено сајмот секогаш со најновите издања, бидејќи често се постарите издања кои што ги носеа порано на овој сајм веќе се присутни. Значи секоја година би требало новите издања да бидат присутни. Таму и мислам дека овој пат е хендикеп што немаше навистина ништо таму на сајмот. Колку реално можете вие како автор во Лајпциг или од таков вид, може би сличен, сега нема многу такви во Европа, бидејќи овие големите на кои што милува да оди, нели, Министерството како Франкфурт или Москва или Лондон се повеќе за бизнис, таму издавачите се среќаваат за да ги прават своите бизнис делки, а помалку имаат работа со авторите. Овој во Лајпциг е обмислен веројатно да ги приближи авторите, писателите до публиката, до читателите. Значи можам да кажам дека точно, јас бидејќи првпат сум во Лајпциг сега и не знаев каква структура, како функционира сето тоа. И дознав дека навистина Лајпциг за авторите е многу позначаен сајм отколку да речеме франкфуртскиот или така натаму, бидејќи главно се присутни преку промоција на сопствените книги авторите. И значајно е за нас, за македонските автори, колку што можеме 1, 2, 3 годишно да бидеме таму, бидејќи навистина, како што рековте, во емисијата имаме многу пријатели меѓу германците. Запознав прекрасни луѓе кои што јас не ги знаев дека се занимаваат исклучиво со преводи на македонски јазик. Веќе имаме објавено таму од наши млади писатели и познати писатели на германски јазик. И мислам дека еве и ова што го однесовме таму овој каталог, колку толку се обидовме да некако да се приближиме како автори. Ние само инициативно ги делевме овие каталозите по штандови, колку толку надевајќи се дека ќе успее некако македонскиот збор преведен на германски да... Колку вие како автор, например, можете таму да се сретнете со некој издавач, да евентуално воспоставите контакт дури директен, не преку вашиот издавач од тука. Колку се можни тие такви контакти? Јас добив впечаток дека сите се отворени за секаква комуникација, за секакви, да ги наречам, бизниси во кои јас не сум многу упатен. Во тоа, меѓутоа, колку што имав прилика таму да разговарам, се што ме интересираше можев во директен контакт со можеби не со главните на издавачи, меѓутоа со тие помошен персонал кои што се задолжени за некаква пропаганда на нивната издавачка куќа, може слободно да се разговара, дури може и да се аплицира со нешто ако имате во нивната куќа, меѓутоа тоа треба нормално да биде на германски. Шансите се отворени практично. Се отворени, меѓутоа е голем, тежок е патот до таму, бидејќи се они огромна нација кои што имаат многу книжевност, ние сме тука, макар и Балканот, иако бевме собрани како една група, сепак сме едно страшно мало малцинство кое што, меѓутоа е добро што сепак влеговме на некој начин како Балкан, јас секогаш сакам да кажам, на една
таква една врата, голема врата во германската литература, особено преку сајмот. Како човек, како културен продуцент, каде греши Министерството во оваа политика издавачка, односно во ова представување на издаваштвото македонско во странство? Па, значи во суштина треба да им се остави оваа работа на оние што сакаат тоа да го прават со страст и посветеност. Значи ние постојано учиме од другите, значи другите прават грешки и ние ги бележиме тие грешки. Најдосадните штандови на Лајпциг се оние штандови што ги организираат Сдруженијата на издавачите или министерствата. И ви имате таму два-тројца официјални представници кои што седат, дремат, не знаат што да прават, не е осветлен штандот, не е наместен како што треба. Во таа смисла, значи, ние треба на некој начин полека да се специализираме, да речеме како издавачи или како продуценти во културата кои што наоѓаат интерес. Значи, ако мене ме пратите во Москва, предпоставам дека јас нема да се снајдам. Некој што е со поголема пасија кон, не знам, славјанството или славистичката духовност или книжевност, може би тој треба да биде таму, затоа што тој со целата, како да кажам, или тој тим на луѓе со целиот свој активизам најмногу придонесуваат. Од друга страна, значи, како да кажам, овие, значи, поддршката треба да биде солидна. Значи ние на некој начин солидна, тоа значи дека ние на некој начин треба преку овој проект да ги привлекуваме нашите партнери. Тоа значи дека сите тие писатели, сите тие уредници, преведувачи, значи треба на некој начин учествувајќи заедно во овој проект да, како да кажам, да добијат, значи да ги повикаме. Во моментално во Германија има едно 5-6 наши луѓе кои што се таму, кои што преведуваат. Сите треба да се на штандот. Ние треба како министерство на сите да им платиме и пат и престој да дојдат таму, значи затоа што таму се германските издавачи. Тие таму ќе се сретнат со издавачите, па не знам Елизабета Линдер или Бен Лангер или Ива Фиданчева или Ксенија Чочкова, значи тие ќе не препорачат, ќе го однесат Ермис или Сашо Прокопиев или било кој друг да се запознае со одреден уредник или со одреден асистент кој што е одговорен. Значи така се прават програмите. Исто така битен е ефектот. Значи Хрватска и Словенија имаат свој дизајн на штандот. Тие не се, како да кажам, ослонуваат на понудата која што е мала и символична од страна на саемските представници. Свој дизајн и тој блешти, свети, нема шанса да го пропуштите. Јас направив еден мал експеримент. Ги ставив овие каталози на пултот на хрватскиот штанд, се разграба за 20 минути. Ги ставив на српскиот кој што годинава беше многу полошо направен од минатите години, седеа 3 сати. Сакам да кажам, фреквенцијата на луѓето, вниманието на луѓето, промоцијата и маркетингот треба да бидат на високо ниво, а тие релативно чинат, меѓутоа од друга страна ефектите се многу поголеми. А ние постојано се, како да кажам, постојано сме во недостаток на средства и постојано се молиме. Зошто министерството нема слух за вакви помал вид на представувања, бидејќи тоа не се големи делегации, не се гломазни средства, неколку веројатно се работи за многу помалку средства отколку што би требало да пример да се отиде во Франкфурт или не знам. Па да, сега тоа претпоставам дека се работи за поинакви сваќање на културната политика, поинакви разбирање на културата, па на крајот на криштата и нели кои се носителите на културата и креацијата. Значи јас инсистирам, значи цело време дека најдобар начин да се промовира Македонија и пошироко е да се однесат луѓето што ја чинат македонската култура, а тоа се, значи во овој случај тоа се писателите. Значи сите ние сме помошни, како да кажам, малки во механизмот. Меѓутоа таму треба да бидат книгите и писателите. Ние ќе однесеме и вина, ќе однесеме и туристички водичи, ќе однесеме и знамења, но се е тоа само еден вид на дополнително. Не може на саемна книга вие да правите презентација на економските можности на земјата. Така што тука се грешат и не смеете, мислам, не е тоа културна дипломатија, не е тоа шанса да ги прошетате државните чиновници. Мислам, ги носите творците на уметноста. Ви благодарам многу што бевте гости во студио. Благодарам.